На крајот на 2014 година и земјоделците вообичаено подвлекуваат линија за да го сумираат постигнатото и резултатите од производството во така наречената фабрика на отворено. Оценките се поделени околу успешноста на производствената реколта, главно во зависност од културата, местоположбата на земјиштето и други фактори. Во Чешиново Облешево, која важи за најземјоделска општина, оценките се и позитивни и негативни. Делумно се задоволни, делумно не се задоволни од причини што моментално цената е намалена од 60 динара на 50 и на 48. Сега сакам да кажам за турските сорти малце. Тие такви резултати постигнавме што мислам дека се задоволителни. До сега тоа не се е случило. Сорендаманто, па види, негде од 700 до 800 килограми од турските сорти, од декар. А парандамано негде од 50 до 52 тука се движе. А што се однесува до Андрејата. Дали сте го пробале, каков е квалитетот во исхраната? Квалитетот е мислам подобар од Сан Андрејата, тоа со сигурност тврдам, затоа што готвам и што давам на пријатели и има значи го барат. Така. А иначе од купувачите од која причина 2 денара му е по-ниска од Андрејата. Во последно време актуелни се откупните цени на оризот кои бележат надолна линија, што не ги остава рамнодушни производителите. Незадоволството е присутно и поради тоа што значителни површини под ориз во Спанчевско-Соколарскиот регион остана неожнеани. Во Спанчево и Соколарци има негде од 20 до 30%. Причини неископани вади и луѓето не можуваат, тоа тако пропад беше и ако не ти ископат вадите, мислам дека до година површините 50% нема да бидат засејани. Па види, 30 до 30% има во Спанчево и Соколарци неожнеани површини и 30% непосејани, што значи 60% тие површини се скроз бари станави. Сепак субвенциите од државата, донациите кои ги добиваат земјоделските задруги во механизација и други форми на помош, им овозможија на земјоделците 2014 година да ја пребродат успешно и да обезбедат предуслови за успешен старт на наредната производство.